Добар ден во централното издание на вестите. Ова се настаните на денот. Бугарските историчари предлагаат заедничко чествување и на Никола Карев и на Марко Цепенков. Зошто сметате дека треба да има заедничко одбележување на Карев и Цепенков? Не сме поставили до сега мај тој въпрос. Или сме? Поставили сме. А зашто да няма? Мицкоски гледа политичка екзибиција, но согласен е, наместо со Радев, Силјановска во Хаг да се сретне со бугарскиот премиер Желјасков. Убеден сум дека тоа ќе биде став и на претседателката, бидејќи ќе изслушате моите аргументи. Коцевски го спакува обвинението. Утре ќе се знае колку мина ќе бидат опфатени за трагедијата во Кочани. Во екот на новите превирања на релација Македонија-Бугарија во пресрет на извештајот за Македонија во Европскиот парламент, историчарите од двете страни во Скопје седнаа на заедничка маса. Последните информации беа дека бугарските историчари предложиле заедничко чествување на Никола Карев и Марко Цепенков. Пред Министерството за надворешни работи Елизабета Дамјановска-Спасеновска, Бети, дали заврши средбата и има ли некаков напредок? Средбата пред малку заврши, меѓутоа се уште немаме информација и никакво официјално соопштение за тоа дали е постигнат некаков напредок за прашањата кои што се во интерес на двете страни. Од оно што го знаеме во овој момент е дека повторна средба е закажана утре, меѓутоа се уште не се знае дали ќе биде повторно овде во Министерството за надворешни работи или пак на друга локација. Инаку на 36-та средба на заедничката мултидисциплинарна комисија за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија е во фокус е на оваа средба прашањата за учебниците за 7-о оделение, во кои што од бугарска страна бара да има измени, посебно со акцент на средновековниот период, прашања за кои што македонската и бугарската страна често се разликуваат. Меѓутоа, од она што е новитет е познато дека на претходната средба, која што се одржа пред 2 месеци во Софија, од бугарска страна било побарано да се заедно да се чествуваат денови и годишнини на кои што се посветени на Марко Цепенков и Никола Карев. Меѓутоа, нашите информации говорат дека од македонска страна ова барање било одбиено. Сепак денеска при самото влегување на средбата, виднаш по пристигнувањето овде во Министерството за надворешни работи, председателот на историската комисија од бугарска страна Ангел Димитров истакна дека ова прашање може да се отвори и дека нема ништо лошо во тоа ако во иднина се договорат да заедно се чествуваат празници поврзани со Никола Карев и Марко Цепенков. Исто така спомена дека на дневен ред повторно ќе се најде и Гоце Делчев, па предлагам да слушнеме дел од неговата изјава. Зошто сметате дека треба да има заедничко одбележување на Карев и Цепенков? Не сме поставили до сега мај тој въпрос. Или сме? Поставили сме. А зашто да няма? Што е тоа што денес ќе се најде на тема на разговор? Това, което 3 години правим, ще разговаряме да учебниците за 7-о отделение в Република Северна Македонија и ако остане време, ще разговаряме и за възможността за съвместно честване на Гоце Делчев. Инаку заедничката македонско-бугарска историска комисија беше формирана како резултат на договорот за добро суседство од 2017 година, а во рамки на истата беа постигнати и неколку клучни договори, меѓу кои што беше договорено дека светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил ќе се чествуваат заедно, а исто така беа договорени
дадени и 5 препораки за измени во учебниците по историја за учениците од 6-то одделение во Македонија и за учениците од 5-ти клас во Бугарија. Инаку по промената на власта составот на комисијата е изменет, а председател на комисијата е Ванчо Ѓоргиев, кој што беше избран од владата на 10 септември. Ѓоргиев беше и во претходниот состав на комисијата, меѓутоа во 2021 година тој се даде оставка од оваа комисија со образложение дека врз него биле правени политички притисоци. Се надевам дека во текот на утрешниот ден по завршувањето на втората рунда средби во рамки на 36-тиот состанок на Македонско-бугарската историска комисија ќе имаме повеќе информации, ќе знаеме детали за тоа дали и кои од овие барања биле прифатени или пак ќе продолжат разговорите во насока на нов договор. Елизавета Дамјановска-Спасеновска за средбата на Мешовитата комисија за историски прашања. Премиерот Мицкоски препознава политичка екзибиција од официјална Софија по најавите дека на самитот во Хаг наместо Радев ќе присуствува Желјасков. Според него, нема ништо спорно во тоа Силјановска-Давкова да се сретне со бугарскиот премиер наместо со шефот на државата. Мицкоски потврди дека нема да присуствува на НАТО самитот во Хаг. Јана Јосифовска. По информациите дека Бугарија на НАТО самитот во Хаг ќе ја представува премиерот Желјасков наместо бугарскиот претседател Радев, македонскиот премиер Христијан Мицкоски очекува сепак иницијативата за средба меѓу бугарскиот и македонскиот државен врв да се случи. Мицкоски вели дека доколку има каква било иницијатива за средба меѓу македонската претседателка и бугарскиот премиер, и тоа треба да се прифати. Тој потврди дека нема да патува за Хаг, но убеден е дека претседателката Силјановска-Давкова ќе прифати да се сретне со Желјасков. Според Мицкоски, потегот на официјална Софија да го испрати премиерот наместо претседателот представува необична политичка екзибиција, но секоја шанса за да се слушнат македонските аргументи и предизвици според него треба да се искористи. Ако има било каква иницијатива на ниво премиер со претседател, мислам дека и тоа треба да го прифатиме. Без разлика што не сум јас таму, и тоа треба да го прифатиме, тоа е мојот став. Убеден сум дека тоа ќе биде став и на претседателката. Бидејќи ќе изслушате моите аргументи, ние мораме да бидеме проактивни и да покажеме дека не е тоа што се зборува. Таму гледаме една екзибиција, можеби е таков начинот на функционирање на бугарската политичка сцена. Во Вашингтон, на самитот во Вашингтон, присутен беше премиерот, каде што бев јас присутен. И логично беше од страна на Бугарија да биде испратен претседател, и тој беше најавен, во последен момент испратен премиерот. Можноста за македонско-бугарска средба стана актуелна минатиот месец, кога Мицкоски откри дека постои предлог од првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта, претседателите Силјановска и Радев да седнат на маса во Хаг и да ги вкрстат аргументите во присуство на представници од ЕУ, САД, како и генералниот секретар на НАТО Руте. Но досега од официјална Софија немаше одговор на иницијативата. Во меѓувреме, шефовите на дипломатиите Муцунски и Георгиев вчера оствариле телефонски разговор во кој според соопштението од МНР се потврдени истите позиции од двете страни. Бугарскиот министер, како што соопштија во Софија, потенцирал дека Бугарија нема да има нови услови надвор од францускиот предлог. Од 100 подписи за најмалите општини до 4000 за град Скопје ќе треба да собираат независните кандидати на локалните избори ако поминат предлог измените на изборниот законник што денеска во собранието го поднесе ВМРО ДПМН, а се однесува на независните кандидати за локалните избори. Истовремено во собранието не помина предлогот на ЛДП за една изборна единица. Ивана Стојановска. Граѓанските здруженија и невладините да може да предлагаат кандидати за градоначалници и да поднесуваат советнички листи со собрани подписи во зависност од бројот на гласачи низ општините. Од 100 подписи во општините со 10.000 запишани гласачи до најмалку 1000 подписи во општините со над 100.000 избирачи, а за градот Скопје прагот да изнесува најмалку 3500 подписи. Вакви измени и дополнувања на изборниот законник предложи пратеничката група на ВМРО ДПМН на денешната пленарна седница. Координаторот Мицевски порача дека со ваквите измени се бришаат двете одредби кои ги укина Уставниот суд. Се дава фер шанса во согласност од големината на општината
во зависност од големината на општината се соберат одреден број на потписи кои што се потребни. И тоа во општини до 10.000 избирачи, најмалку 100 потписи од запишаните избирачи, во општини до 20.200 потписи, во општини до 30.300 потписи и се така скалесто до општини од над 90.000 избирачи, каде што има 1000 потписи запишани за избирачките изводи во избирачкиот список. На истата седница пред пратениците беа и измените на изборниот законник, предложени од претседателката на ЛДП Моника Зајкова, со кој се предлагаше Македонија да стане една изборна единица со отворени листи, но законот не ја доби потребната поддршка од пратениците. Не е фер гласовите на околу 30 до 40.000 граѓани да одат во вода само заради изборниот модел. Ова не е само политичка неправда, туку и уставна повреда на начелото за еднаквост на гласот. Претходно премиерот Мицкоски уште еднаш потенцираше дека за ВМРО ДПМН е прифатливо Македонија да биде една изборна единица, но и диаспората да може да гласа. Нема поголемо демократско право од тоа диаспората да учествува во изборен процес. Се разбира во рамките на парламентарните и претседателски избори, еве ние сме за тоа да имаме една изборна единица. Подготвеност за промена на изборниот модел веќе изрази опозицијскиот лидер Филипче, но смета дека за Македонија да стане една изборна единица ќе биде потребен консензус од сите политички субјекти. Партиите од албанскиот блок пак засега немаат јасен став околу ова прашање. Нов обид за промена на изборниот модел ќе има и откако предлогот на Павле Трајанов ќе се најде пред пратениците, но останува неизвестно дали тој ќе биде поддржан и покрај најавената подготвеност и од ВМРО ДПМН и од СДСМ за воведување на една изборна единица. 47.000 корисници кои попладнево останаа без струја во аеродром и во Ново Лисиче поради пожарот кај депонијата Вардариште повторно добија електрична енергија. Од ЕВН соопштија дека повторно се вклучени на напон трафостаниците Скопје 4 аеродром и Скопје 4 исток, кои превентивно беа исклучени додека пожарникарите го гаснеа огнот. Од противпожарна бригада на град Скопје соопштија дека пожарот во меѓувреме е ставен под контрола и се догаснува. На терен се 25 пожарникари со 8 противпожарни возила, изјави командирот Звонко Томески, кој за Канал 5 вели дека има сомнежи дека огнот е подметнат. Она што беше карактеристично, моралне да побараме исклучување на двата далековода кои поминуваат низ самата депонија. После тоа далеководите беа повторно вклучени и сега моментално се дежура. Вчера имавме 2 интервенции на истиот локалитет кои што беа за брзо и кратко време изгаснати. Денеска беше својствено што беше запалено на повеќе локации од еднаш. Така да се сумневаме дека е намерно запалено. По речиси 3 месеци од трагедијата во Кочани, утре напладне обвинителството ќе покрене обвинение за пожарот во дискотеката Пулс. Оттаму соопштија дека обвинителот Коцевски и неговиот тим утре ќе одржат пресконференција за досегашната постапка и донесената јавна обвинителска одлука. Досега 47 лица беа опфатени со истрагата за тешки дела против општата сигурност. За 14 полициски службеници се уште се прибираат докази. И по 3 месеци од трагедијата во Кочани, 40 на повредени во пожарот се уште имаат потреба од продолжено лекување поради сериозноста на изгорениците. Од владата соопштија дека првата група повредени наредната недела заминуваат на рехабилитација во Пониква. За 3 дена 109 повредени лица од Кочани ја искористиле наменетата телефонска линија. Едни на рехабилитација, а други на операција. И по 3 месеци од трагедијата во Кочани, 40 на млади деца имаат потреба од продолжено болничко лекување поради сериозноста на изгорениците и други повреди на дишните патишта, а на најмалку 16 од нив ќе им треба и хируршки третман, потврдува доктор Гордана Георгиева од Клиниката за пластична хирургија, едно од специјалистите што ги евалуираа повредените во Кочани. Лекарите уверуваат дека ниту едно дете нема да биде изоставено или заборавено, ниту за преглед, ниту за рехабилитација во центарот во Пониква, кој првите пациенти ќе ги прими уште наредната недела. Кај пациентите, освен изгореници, имавме пациенти со инхалаторна повреда, како и го земаме моментот со психолошката траума.
Пациентите според класификацијата и групите, тие пациенти што се во 4-та и во 5-та група, очекуваме дека дефинитивно ќе им биде потребно продолжено лекување, а кај дел од нив и оперативен хируршки третман. Особено се однесува на пациентите што се во 5-та група. За сега не е благодарно да се каже колку време би траело тоа нивно лекување, меѓутоа станува збор за еден подолготраен третман. Во однос на Пониква, значи физикалната терапија ќе обавуваат 4 физиотерапевти, ќе бидат присутни медицински сестри, лекар, значи а исто така ќе имаме посета на психолози и психијатри, кои што ни се во соработка со Центарот за психолошка подршка од Скопје. Ние сме сите тука за нив, за децата, значи тие се како мои деца и понатака ќе продолжиме заедно да соработуваме до целосно нивно закрепнување. Во меѓувреме, за 3 дена откако владата ја отвори телефонската линија за повредените од кучани, добила 109 повици. Некои се жалеле дека немаат медицински помагала. Кога ги примаме ние таквите, да речеме, предлози кои што ги имаат пациентите, веднаш ги проследуваме до здравствените власти за тие да најдат механизам дали е возможно да се пренесат и опремата, но и пулмолозите да бидат достапни во Качанската болница за да го скратиме тој временски период. Еден од другите предлози кои што доаѓаат е во однос на оние медицински потреби кои што ги имаат од креми, од завои и така натаму, да пробаме да најдеме нешто кое што на нив ќе им биде овозможено постојано во Кочанската болница. Од Фондот за здравство потврдуваат дека уште 5 пациенти се уште се во болница во странство, а исто толку и поречиси 90 дена од трагедијата се хоспитализирани во нашата земја. И покрај забелешките на Европската комисија, трендот на носење закони по скратена постапка продолжува и во овој парламентарен состав. Од Институтот за демократија денеска алармираа дека од почетокот на годинава до април од 66 предложени закони од пратениците, само 7 биле донесени по редовна постапка. Маја Стојановска со деталите. Пратениците при носењето закони во континуитет го користат механизмот на скратена постапка, со што создаваат перцепција во јавноста дека се корумпирани и работат под политички терк, алармираат од Институтот за демократија. Податоците покажуваат дека само од почетокот на годинава до месец април, од 66 закони предложени од страна на пратениците, 59 биле донесени по скратена постапка. Дополнително минатата година од вкупно 314. Податоците на Институтот покажуваат дека само 105 закони биле на предлог на пратениците, што значи дека не биле предмет на проценка на регулатива, ниту на антикорупцијска проверка на легислативата. Не треба да не зачуди констатацијата на граѓаните, односно нивната перцепција согласно извештајот за проценка на корупција од 2023 година, каде што за граѓаните речиси 80% од граѓаните пратениците се едни од најкорумпираните професии во државата. Од тука тоа што е битно е во наредната година да се посветиме во на многу поголема надзорна расправа која ќе се случува во рамки на собранието. Корупцијата е најголемиот проблем на општеството, а собранието и пратениците во својата улога како надзор врз институциите што ги избираат имаат клучна улога во борбата против неа, смета Миша Поповик од Институтот за демократија. И тој е согласен дека е потребно да се организира што поголем број на надзорни расправи во собранието, наместо да расте политичката поларизација. Потребно е да видиме повеќе надзорни расправи. Едноставно, улогата на собранието е тоа да практично биде полицаец на некој начин врз институциите. Институтот за демократија Societas Civilis организираше тркалезна маса на тема докаде е собранието со борбата против корупцијата, на која беше анализирано со какви пречки се соочуваат институциите во борбата против корупцијата и што се било преземено во изминатите 12 месеци од страна на собранието за спроведување на антикорупцијски политики. Од СДСМ обвинуваат дека само во првите 5 месеци од оваа година само дел од институциите под капата на власта склучиле договори за мобилна телефонија и интернет во вредност од 2,9 милиони евра. 3 милиони евра, почитувани, пари на граѓаните. Ако се додадат на ова и сумите од сите министерства, МВР агенции и така натаму, бројката е огромна.
Во време кога народот нема за леп, инфлацијата расте и го јаде животниот стандард, во време кога луѓето пресметуваат дали да купат лекови или храна, малку им се екзотични храни, манго, папаја, малку им се покачени плати на функционерите, сега 3 милиони евра за телефони и тоа на грбот на народот. Колку им е доволно на министрите да се најадат, да се напијат, да зборуваат на скапи телефони и тоа на сметка на граѓаните. Синодот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, денеска на седница го избра игуменот Георги за митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, која остана без прв човек откако минатата година по кусо боледување на 73 години почина владиката Тимотеј. Неговата кандидатура беше причина за протести на дел од верниците пред 2 недели, кои бара епископот Партени да биде избран за нов владика. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Игуменот Георги е новиот митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. На денешната седница на Светиот Синод без ниту еден глас против едногласно беше избран за нов духовен водач на Дебарско-Кичевската епархија. Наречението на новоизбраниот митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 12 јули 2025 година на Петровден во храмот Свети Климент Охридски Свети Пантелеймон на Плаушник, а епископската хиротонија и интронизација за митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 13 јули 2025 година на Павловден во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид од канцеларијата на Светиот Синод. Од Синодот потенцираа дека имало само еден предлог, а тоа бил игуменот Георги. Оттаму објаснуваа дека досегашниот епископ Партени останува да му помага на новиот митрополит. Се надеваме дека ќе продолжи да му помага како помошен викарен епископ на новоизбраниот митрополит господин Георги. Пред 2 недели во Скопје и други градови се одржаа собири за поддршка на отецот Партени да биде нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, со порака дека тој најдобро ги познава верниците и е дел од нивните животи, ги вовел во христијанството. Отец Георги беше декан на Богословскиот факултет и екс-амбасадор во Ватикан и беше изненадување брзиот скок до највисок чин во црквата. Тој беше замонашен на 27 мај, за да на 8 јуни добие чин игумен. Новопоставениот митрополит е активен и во полето на библиски преводи на Новиот Завет. Освен мајчиниот јазик, течно говори италијански и англиски, а се служи и со германски и француски јазик. Од 139 ветувања, владата за една година реализирала 13%. 37 се во фаза на реализација, а останатите не се започнати. Покажува мониторингот кој Finance Think го спровел преку платформата Компас. Сандра Спасовска. За една година од вкупно 139 ветувања, владата целосно реализирала 18 мерки, а 51 се во фаза на реализација, покажува мониторингот, спроведен од страна на Finance Think преку платформата Компас. Според извештајот, најголем број или 24% од реализираните мерки има во областа образование, потоа следат социоекономските и политиките за млади со по 9% реализирани мерки, а во здравството 31 ветување, 3 се реализирани, 5 се во тек, додека најмал прогрес е забележан во областа на родовата еднаквост, каде нема ниту една активна или реализирана мерка. Во однос на социоекономските мерки, според Благица Петрески, во првата година има добар напредок кај макроекономските мерки, како што е бруто домашниот производ, а во добра насока на реализација се и странските директни инвестиции, отворањето на нови работни места. Но во оваа насока, вели, постојат и одредени ризици. Фокус треба да се стави и на инфлацијата. Во предстојниот период владата особено треба да води сметка на какви ќе бидат инфлаторните притисоци. Например, во спротивна насока е делот на ветувањата за платите во јавна администрација кои може да представуваат ризик и да влијаат негативно врз исполнувањето на една од мерките, стапката на инфлација. Така што се вкупно макроекономски голем дел од ветувањата во стабилни финансии се во насока на исполнување, меѓутоа постојат ризици.
Јавниот долг засега останува во рамки на проектираното, но Петревски вели мора да се види како ќе се заврши годината, бидејќи влијание може да има и договорот со Британија за инвестицискиот циклус од 6 милиарди евра. Според неа, фискалната консолидација останува еден од предизвиците во следниот период. Доколку ја погледнете фискалната стратегија, кој што е еден од клучните документи, каде што треба да видиме што се вклучува буџетскиот дефицит, освен клиничкиот центар во Штип, останатите проекти, вклучително и пругата, не се идентификувани во тој документ, што значи дека тука постојат ризици дека јавниот долг може да биде и до 3% поени повисок од она кое што е иницијално проектиран, ако овие проекти не се дополнување на моменталниот буџетски дефицит. Според Finance Think, една од клучните препораки е во следниот период владата да го задржи фокусот на мерките кои веќе се започнати со цел тие да завршат во разумен рок. Се уредува платото пред владата. Според најавите, до средината на следната недела треба да заврши првата фаза, која предвидува санација пред се на плочникот и зеленилото, кои се во катастрофална состојба. Ова интервенција неслучајно се случува токму сега. Александар Видиновски. По 3 години јавни апели и снимени десетина репортажи, конечно имаме првичен резултат. Почна реконструкцијата на платото и дворот на зградата на владата на Македонија. Наместо репрезентативен простор како во сите други земји, ова место со години беше национален срам. Сите со посмев го гледа и коментираа руинираното плато и несватливата незаинтересираност на надлежните овој простор да биде доведен барем во елементарно пристојна состојба. Ова е резултатот на континуираниот медиумски и јавен притисок. Благодарам и на сугестиите кои ги упативте и критиките до владата, службата, генерално целата влада за она како изгледа државниот имот и како бил запоставен последните 7 години. Ние не бегаме од проблемите, напротив, им приоѓаме и ги решаваме, не ги ставаме под тепех. Веќе неколку денови десетина работници поделени во 3 групи го средуваат просторот. Едни работат на зеленилото, се садат нови украсни растенија, а старите исушени се отстрануваат. Другата група ги поправи искршените плочки и скали на кои се подсопнуваат странските политичари и дипломати кои доаѓаа во посета на земјава. Третата група пак ги поправи уништените жардинјери кои буквално се распаѓа и го наградуваа просторот. Но ова е само почеток на тоа што ќе се случува на ова место. Имаме целосен план, целосна реконструкција. Отпочнавме со предниот дел, односно ликот на владата, продолжуваме и во комплетно целата влада. Предниот дел на владата понесуваме барање до град Скопје, бидејќи тој им припаѓа нив, доколку се во можност да го приуредат, доколку не се во можност да ни дадат можност ние тоа сами да го направиме, но ве убедувам дека комплетно целата влада ќе ја уредим. За неколку денови завршува првата фаза. Еве како ќе изгледа. Наместо празни и уништени површини, тука ќе има вистински парк. Слично ќе биде и пред влезот на владата, како и делот каде што е споменикот на борците на НОБ. Вестите завршија, останете на Канал 5, следува ново издание на Само вистина. Пријатно!